Хеј, Пандамониум радио, спешал, директно од Погон бар, директно од првиот Пандамониум линкап ивент. Здраво на сите, јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене мојот човек Трече Екейт Активити. Здраво Трече. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, здраво Пандамониум радио екипо, се надевам дека сте добро. Добро дојдовте на првиот настан организиран од страна на Пандамониум радио како колектив. 3 години Пандамониум радио, 3 години Пандамониум радио шоу, 1 година од Дискорд каналот, многу поводи. Стигнавме до крајот. Лери Джуне у позадина. Се разбира. Имавме преубав ден и тука сме да направиме еден спешал за да направиме, не знам, една рекапитулација на денот. Да го одбележиме денов, да Апсолутно. одбележиме оваа дружба. Пандамониум радио уште кога започна пред многу години, па после кога се реинвентна пак пред 3, имаше за цел да спои луѓе кои се дел од оваа култура, дел од оваа сцена или кои сакаат да бидат, кои можеби се знаат или можеби не се знаат во живо или се знаат преку интернет или можеби немаат ни допир еден со друг. И мислам дека успеавме да го направиме тој секојдневно да го правиме и шараут до сите кои се дел од нашето комјунити, и шараут до сите кои дојдоа денеска, кои се дружеа, правеа добри муабети. Не беа муабетите само за музика, што е нормално. Сабота, Фала Богу. Сабота убав ден беше денеска, не посака и времето. Топ атмосфера у Погон бар. Усред Козле сме, Фала чиле. ти Господ, да, за времето. Да. Убаво сончево, убава енергија. И конечно да Да се видим уживо. дефинитивно. Тоа беше онака единствената цел, мислам овде, да го прескокнеме тоа виртуелното и да се видиме, да се преброиме и чисто и да се упознаеме надвор од Дискорд и надвор од Инстаграм. Првичната идеја беше да правиме Q&A и да правиме Open Hot Take Seat. Јап. Така да ќе го направиме тоа. Пред да почнеме со тоа, само сакам на кратко да ми кажеш како се осеќаш за денов денеска, како се осеќаш за музиката што се сврте, како се осеќаш дали направи некој интересен муабет со некој луѓето, дали се запознал со некој со кој не се знаеше лично, а се знаеше преку Дискорд или преку интернет. Дефинитивно, мислам дека и поголем дел од луѓето овде што беа се онака луѓе кои што се активни, се дел од нас онака и цело време зборат, буквално на секојдневна база се збори за музика и ова беше првиот момент каде што и покрај музика онака успеавме да допреме и до други теми да направиме муабет, чисто да се упознаеме пред се. Имаше луѓе кои што ги знам, има луѓе кои што прв пат ги гледам. Многу ми е мило дека е тоа така. Тоа беше целта, да ги срушиме тие бариери онака. Тоа ми беше барем мене целта. Музиката, селекцијата во главно беше као моја и од мојата селекција макс песни што се пуштија беа 20-тина, ништо поише од тоа, бидејќи кој што рековме Open Aux си функционираше, луѓе си местеа траки, имаше добра селекција. И кој што ставивме и на стори онака, музиката ќе го репрезентира тоа што е етосот на Пандамониум. Пандамониум многу широк поим во поглед на музика. Најчесто е хип-хоп релейтед, ама правците кои што се зборат и тие сите субжанри и сите мали покетс во самата музика се дел од хип-хопот и се дел што репрезентираат Пандамониум радио. И мислам дека се сврте интересни ствари денес. Апсолутно. Моментално уште врти се, јас сме на Лери Джун вајбот, тоа е вајбот за на крај, за последните што останаа овде со нас. Така да, дечки, love you guys за сите што сте овде. Фала ви многу. Да почнеме со Q&A, ако има Q&A, ако не hot take, ако Доколку не... има, може и да ги мешаме стварите. Ајде, како да се Ќе мислам само да за тие што ќе гледаат, што не се овде. Планот беше да направиме, да ги даеме шанса на луѓето кои што се дел од нас да си ги кажат своите hot takes и да ги прокоментираме. И пак уште на еден начин голем дел можеби ќе се споменат, некои ќе се нови, ама пак онака ќе ја срушиме бариерата уживо да збориме, да не е преку интернет и да видиме на лице место што мислиме за стварите кои што има да се споделат. Може да се спајси, може да не се, може да се некој онака, зависи од хатејкот каков ќе е. Тука сме да одговориме. Се ставаме и ние онака на таргет, така да Ајде да видиме. Ќе почнеме? може. Има некој спремно hot take? Ајде? Ајде, влези Подадете мајкот, ајде. Ќе влезеш пред камера? Ајде. Влагај тука. Еј, кажи ни прво кој си, како ти е юзернеймот на Дискорд, и како ти е правото име. Тоа беше начин Алкохол Anonymous. кој што се запознававме денеска сите. Да се представам, Стефан Гаја сум јас на Дискорд. Вистинско име е Стефан. Имам еден hot take. Како омилен артист,
уште од минатото кој ме внесе во хип-хоп трап, да речам, ми беше Тревис. И мојот хот тек за денеска е дека тоа Тревис нема промашен албум, промашена песна до сега. Од после ерата, кога му помина, да речам, All Pharaoh, тие албуми кога му помина, значи има 3 албуми и еден EP. Мој хот тек е дека нема промашај на песна или на албум. Тоа е мојот за денеска. Ајде Трајче. Интересно. Интересно Ја искрено Добар мислам хат дека ја можам одма да се сложам со него, ама ќе кажам дека некако многу поголем удар му беше тоа сето што се деси и целиот она резултатот од Astroworld и се, но во поглед на дискографија, ако го гледам настрана на светоа, Тревис има една од најсилните дискографии, иако не е, например, можеби екстензивна со проекти, као нема 10 плюс проекти, сите му се многу битни, почнувајќи од All Pharaoh, Days Before Rodeo, уште од микстейп деновите. Мислам дури, например, за човек кој што и пред Тревис ја слушал таа музика и тој правец, Тревис Скот беше пионер на негов собствен звук, кој што уште толку го дополни тоа, некако успеа да пополни покет и да направи поише ствари. Ама ја ако земам витален дел од сцената и тоа што се дешава од моменталната. Дефинитивно мислам дека беше многу значаен за помлада генерација како вас да влезат во оваа музика и да станат големи фанови на оваа музика. Тоа што го спомнавме на последната епизода за Playboy карти, можеби кој има онака да речем секташка фан група. Да. Има фендом, да. Да, мислам дека Тревис го имаше тоа ли многу поумерен и многу подобар шмек. За тоа дека нема утка не знам. Албумите се топ, тие 3 албуми кои ги спомна се супер. Тоа е според мене дека нема утка, али може некој да има поинакво мислење, фала Богу. Албумите се топ, реално кога размислиш, онака се комплетни хип-хоп албуми, има и синглови, има и добри deep cuts. Последна ќе ми текне на Coffee Bean од Astroworld. И да, можеби не е толку hot take, можеби е добар онака обичен тейк што се слагаме до негде. У поглед на синглови, у поглед на соработки, нормално дека не може човек да нема утка. Да, дефинитивно. Од друга страна, со оглед на тоа дека не вади премногу музика, тоа што го вади е добро и тоа е добар начин на вадење на стварите. Сега доаѓа кросроад во неговата кариера, односно веќе е таму. Таму е долго време. Сега. Дека пак и за него има истиот сентимент. Да умреше Тревис Скот од 2019-та. Ќе беше најголемото нешто. Да. Ќе беше као Сега редно ни останви да чекаме Утопија. Да видиме искрено да не е како поранешниот Тревис што беше, очекувам нешто посмирено, како Coffee Bean тај песни, така да речам. Очекувам да е 10 од 10 ист албум. Пошто се спремат, не знам, веќе 5-6 години веќе. Мислам дека спрема више ново, брат. Да, ама да, тоа се е скрепнато, брат. Нема шанси тоа да се извади тоа што требало да се извади од 2020 да се извади сега. Да, мислам дека тие последните синглови кои што ги извади пост Astroworld, пост тоа што искочи, беа онака како филери само за да неговата музика револвира пак у музичкиот свет за да се врти. Иако не верувам дека беа успешни, искрено. Не барем за нивото на Тревис Скот кој што го дава, не знам дали беше. Тоа сакав да кажам и јас. На пример, пробував да форсирам песната Мафија. Не помина никако. Стварно? Да. Не знам, мене тоа ми е бенгер чист. Мислам дека кога ќе се сетам вака, останати песни што ги пуштам, а се веќе препуштани многу пати, се Goosebumps и Butterfly Effect. Више не ги пуштам толку често, искрено. Им помина трендот. Нема онака, нема песна од Тревис у моментов што без која не може да ми помине сетот. Што до негде нормално бидејќи 5 години се поминати од Astroworld, 2018 да, летото излезе. 2018, точно. Тоа е многу време кога размислиш вака. Премногу. Тоа баш некаде го читав истиот муавет беше и за Карди, дека Карди нема извадено албум после Invasion of Privacy, а го имаше најјакиот у исто време искочија со Astroworld. Точно. Имаше таму дилеми, така да сакам албум, например, и од Тревис, ама ќе се сложам со Стефан за тоа дека го зборевме овој јајти на подкаст дека ни треба промена у неговата енергија, у неговата музика, брат. Ми треба нешто посмирено, ми треба малце conscious, ми треба поише од тие ствари. Знаеш што мало точно, не можам да го замислам Тревис као лик и неговата музика да биде conscious и да созрева, брат. Исто така. Тоа е од другата страна, да, али некако тоа ми доаѓа природно да го кажам, врз основа на тоа све што се деси сега.
поради концертот што се деси, Да, поради таа реално трагедија, да. да, голема трагедија, мислам дека ќе има голема промена на концептот на албумот скроз. Трајче ми кажа нешто дека приметил дека неговите настапи немаат и некоја промена. А немаат последно сега имаше пак збеснуваше у клуб, пак ги тераше публиката да збеснуваат брат. Пак ја тера таа истата реч култура и не знам колку е тоа одлик на музиката што ја спрема неговиот мајндсет, неговата енергија, ме разбираш? Не знам кај тера моментално. Немам појма што би извадил следно. Како не можам да замислам, не можам да се ставам у позиција кај што ќе претпоставам Тревис каков албум ќе извади, каква енергија ќе донесе, кои теми ќе ги обработува. Реално у сиот тој период тие 5 години му си имаат десено милион ствари. И он созрел и е Татко е ако ништо друго е повозрасен 5 години во таа возраст кај што 5 години прават огромна разлика. Што искрено ја на прва ако добијам сингл онака што е пак со таква енергија со реч, не знам дали ќе мене лично дали ќе ми функционира, дали ќе ми прија. Можда ќе има нешто така со реч, али мислам дека многу помалце ќе отколку што би. Да, и кога ќе кажам реч, не мислам на тој правец од реч кој што се сега сега на пример актуелен и кој што има ниш маркет, тука едноставно реч Травис тајпот, поранешен. Да. Таков хајп, цела музика, трап продукција која што е многу гласна и енергична. Така. Али исто, извини, Мафија и Escape Plan кога ги извади. Во истиот ден беа. Тоа Да, Тупек беше. Мафија скроз поинаков вајб, Escape Plan скроз подруго. И затоа не знам дали за Утопија очекуваме како Мафија нешто или како Escape Plan. Али мене повеќе вака ми иде како на Мафија. Че има некои тажни приказки од не 100%. од това трагедијата. Затоа мислам дека ќе појче на тоа. Тревис мислам дека и низ целата негова дискографија има песни што се многу меланхолични. Па дури и песните што му се онака енергични, пак имаат меланхолични текстови во нив. Само што начинот на кој што ги донесува онака како продукцијата позади, енергијата, целото деливери му е такво да е енергично, да е хаотично. Инаку ако се фокусираш само на текстовите, реално има и многу длабоки текстови кои што кажува сериозни работи, кои што влага у таа меланхолија негова и као не знам Owl Pharaoh и Days Before Rodeo се апла такви. И Birds in the Trap. И премногу има. Као тоа е ептен курчење, тоа баш пред некој ден се спомна исто и во Дискордот, ме разбираш, ги има сите тие елементи, али останува да видиме, не знам, ја заради тоа некако многу луѓе го зборат тоа дека заради се тоа што се деси на крај Утопија го има скрепнато и прави нешто ново. Ама ако е тоа вистина и ако пак го добиеме истото, дека нема ништо променето, од тоа што има скрепнато, ако се дознае, не знам како ќе резонира тоа со фанови. Ќе видиме, мислам дека имам видено барем за летово, некој за јуни, јули, така нешто дека ќе има Утопија или нешто. Ја мислам дека мора годинава неколку песни. Али мислам дека годинава му е последен период кај што мора да извадат албум. Веќе фанови како мене е вака и премногу се чекат 5 години. 5 години за албум да чекаше огромен период. Посебно во оваа возраст кај што сте вие сега, вие сте биле многу млади кога сте почнале да го слушате. Да. И кога го извадил последниот проект, сега и за вас е многу интересно дали таа музика ќе резонира со вас. Дури да резонира со вас, дали ќе резонира со мене, брат. Тоа. После 5 години се премногу време. А посебно човекот ја не го следам на социјални мрежи, мислам дека Тиво ќе реално не покажува онака. Да. Не го гледаш неговиот развој во обичниот живот или во другите делови од животот, онака го нема никаде са музиката му е единствена репрезентација, го извади и притисокот мислам дека е многу голем. Е голем, посебно ти кажав 5 години за мене е преголем период за као ништо што не лепи периодов, ептен треба да има некој албум од типот на Her Loss или од типот на Heroes and Villains. За да поглед на мејнстрим албум. А Тревис е мејнстрим артист, мора да извади такво нешто. Тоа ниво е, брат. Да, апсолутно. Да. Ако не залепи ко тие два, ќе биде фейл. Бидејќи очекувањата се преголеми. Heroes and Villains е скроз мејнстрим албум од прва до последна мислам, со неколку песни исклучоци, али тоа ми е цел мејнстрим албум. Да, брат, ама тоа е добар мејнстрим албум бидејќи е мејнстрим албум, ама е трап албум и она го репрезентира и Метро Бумин и дури не репрезентира целата сцена, ама тие ликови од сцената, музиката што ја прават. Као високиот ешалон, високиот ешалон, да. Естиер артистите ги опишува онака у целост, брат. Естиер трап артистите. Тоа.
Фала ти. Тоа е. Нешто друго? Тоа е еден хот тек имав за денеска. Како си поминуваш, брат? Топ. Предобро. Ја морам да кажам Стефан и Басик исто така од струга. Слејки дека се вика Башик цело време, дека да стана муавет. Многу ми е мило исто така, прв пат ги гледам и многу ми е мило. Заради тоа, они двајца се едни од луѓето кои што денес ги упознав прв пат. Имавме шанса да се видиме на Нова година, не успеавме да се видиме на денската. Да, кога ти пушташе музика, ама да, ги снема братчињата и сега е прв момент кога се гледам. Али супер. Многу добро организирано, ми се бенди са цел концепт на ова. Предобро. Сега чекаме следен хот тейк од други. Фала ви многу, фала што дојавте, фала ви на тебе вас. брат, да немаш Фала ти ти, хат брат, тейк. Имаш? Ајде. Уште еден стружанец. Тоа е доста гласна двојка на Дискорд. Реално. Брат Бол ставови за многу ствари. Здраво, Здраво брат. Представи се ајде. Басик, Кристијан. Басик, добро. Дојде да зборувам за како 21 Savage е најрепетитивен артист после 2020 година. После Savage мој двојка мислам дека ни на фичер, ни на ништо не носи нешто што би уживале во тоа. Според мене. Трајче? Мене брат 21 не ми е go-to артист за да го Не, слушам. факт. Еден од стейпл е од таа нова генерација која што мене кога се појави ми беше интересен пошто не беше нешто кое што го имав чуено до тогаш, беше карактеристичен. No Heart ја памтам онака како Ептен беше Пред 7-8 години. Пред Да, 2015. пред 2015, ама- Пред 7-8 години. од тогаш единствениот прогрес го имам видено во неговото однесување и во текстовите. Енергијата што ја носи е иста, заради тоа можам да се согласам, ама гледам growth во него, као гледам дека има некаков тек на расте човеков, ме разбираш, као можам да го поддржам за тоа што го направи со J. Cole, со Алат. Има некои такви ствари кои што можам да се поврзам, ама генерално да, мене ми е репетитивен и например Creepin ми е најлош. На Her Loss тоа што го направи некако поише му е disservice него ли сервис на дека е на албумот, као да, има добри делови, али at what cost? Го видовме тоа на 2018-19 I Am Who I Was албумот. Исто така. Savage Mode 2. Мислам дека растури на тие два албуми. Одлично, Savage Mode е одлично. Искрено. После тоа, мислам дека секој фичер беше Guns. Тоа е најчесто Да, најчесто, ама истите текстови, истиот флоу, истата порака во Истите текстовите. референции ги си Истите спомнувам. референции, Да. тоа ми е моветот. од тој аспект можам да се сложам, единствениот прогрес го гледам во тоа Текстови. дека имало моменти кај што се гледа дека пораснало, ме разбираш дека на почетокот брат беше ко меме брат. Ја кога го видов првиот пат, истата Безсмислени It's a текстови. knife. Да, баш така. Беше меме, брат. истиот сентимент го имав и за Lil Pump. Тој остана така. Да. Тој остана така. Па заради тоа е разликата меѓу нив двајца. Не ги споредувам, ама сентиментот ја кој што го имав за Lil Pump и сентиментот кој што го имав за 21 на почетокот ми беа исти. Ова е меме, ова ќе пројде. Човекот ни докажа спротивно. Се смена. И сум окей со тоа, да. Се смена, мислам дека има потенцијал за многу подобри песни Да, бе, да брат. вади, албуми исто да вади. Не, има албум Cuts на Ball Without You, има добри моменти Има, кои што онака има. не ги очекуваш од 21 дека ќе се појават. 2018. Да, Тоа е пред 5 години. ама дефинитивно. А е активен константно. Па, На, да, е. на многу песни е фичер, активен. И мислам дека нема нешто што може да ни изненади. Брат, се слагам. Очекуваме. Па се слагам и мислам дека не има тука многу простор кај може да ни изненади бидејќи познате по тоа што го прави. И тоа што го направи да биде интересен со No Heart, тоа такво споро флоу и Мрзелива таква, да. и минималистички битови. Нема тоа многу насоки кои што може да иде, така. Да. Тоа е неговиот покет и тоа го тера и тоа се одликува на таа репетитивност и некому да му здосади на крајот на денот, што Држи вода, брат. држи вода, држи Да. вода. Можам да, ама ти викам единствениот прогрес само во тоа. Инаку во поглед на продукцијата, поише на екзекуцијата како се екзекутирани албумите, како се донесени на мас. Savage Mode беше многу добар дека Многу добар. имаше и нарација, имаше Се имаше. концепт, имаше све тоа. Има смисла да песната една по друга има смисла. Имаше приказ на песните. Тоа, ама во поглед на тоа на тоа што го прави 21 и не толку. Пак е more of the same. Да. Ама продукцијата дека беше таква синематик, дека има таков дел дека е концептуален албум на крајот на денот. Мислам дека тоа поише дава на квалитет од него ли 21 што дава квалитет како артист, како рапер на самиот И албум. мислам дека исто не може да се впие со многу артисти, кои буквално ја почнуваат песната и тој
втора верзија пример има и ко цел сегмент на песната се менува во негова страна, за тој да искаже неговата порака што е што ја слушаме пораката последниве 3-4 години. А не нема некоја порака. Па нема порака, тоа е, да. тоа таму доаѓа репетитивноста, брат. Нема што Тука да е. понуди као тие се тие истите референции, тоа се истите текстови, брат. Да, Ајде, Can't Talk, Trap а Talk, чекай тоа е, малку, брат. како ти се свига тебе 21 Savage Хрлос? на На Creepin? Creepin? Онака. Не, 3 не, пати не, ја имам брат. пуштено. Ја 3 или брат, 4 пати имам пуштено. Хрлос го имам пуштено пол албум. Буквално до крај не го слушав, искрено. Пред тоа му ги имам слушано, цела дискографија му имам слушано пред тоа, ама навака ништо немам тоа е тоа, слушано. најверојатно и тебе ти е досадено. Досаден ми е и не сваќам зошто луѓе го прават до толку како нешто, вау, како да немаме видено нешто такво. Не знам, брат. Има некој од вас одговор на овој hot take? Има некој мислење за оваа тема, за 21 Savage? Се слагате? Се слагаат луѓето. Мене ми е добар на Creepin, брат. Не знам дали ми е добар дека кога пуштам песната у клуб само таму ја слушам. Кога ќе почне тој брзиот дел, ми е многу Добро. боле него основниот дел, тој спориот што на The Weeknd. Али едва чекам да почне неговиот дел. Не знам дали е само поради битот, ама ми одговара и Мислам дека е Кажам дека заради тој дел ми е промената боле, на брат. енергијата, брат. Ама Битот, бит ченџот е таму да. многу битен. битот ми е многу битен, ама мислам дека и он добро лежи таму, брат. Сепак не викам дека не може да исте кој интересна песна што е да уживаш за слушање, ама дали до толку? Дали ти текнува и да го пуштам тоа на севиш на нова песна или на новиот фичер или новиот албум? Мене не знам, не ми е тоа. Има многу Добро, да, нови ја- артисти, нови оригинални артисти, постари артисти кои што до ден денес се интересни, ама Не, Тој добро, Севич добро. ми е- Ја не го пратам 21, ако дропне нешто ќе чујам. Фала Богу. Ако дропне или ако биде фичер негде ќе што мора да чуеш. Фала Богу. Апсолутно. Еднаш можеш да го слушнеш. 2 пати, ретко ми е да со последниве 3 години. Добро, што слушаш ти вака најактивно? Неактивно што Што слушам. ти останат од последниве години, од последниви издања? Кои артисти, кои албуми, кои покетс во хип-хопот ти се најредовни во ротација? Слушам најмногу Чикаго рап, искрено. Добро. Гризелда исто слушам многу. По. Фала Богу. Гризелда почна да слушаш откако почна Пандамониум да слушаш? Или Да, претходно? пред едно добри 7-8 месеци нешто така. Има Инспирација голема. тоа Поздрав сакав да до Трајче. прашам, дали Yes. Лери Джун исто Трајче ми го Тоа е стаде тоа. во животот. Pandemonium што е staple. добро. Да, Pandemonium буквално, staple. буквално, да. Исто од Пандемониум сум многу инспириран да слушам нови музики, што малце бев заглавен во тоа што слушав, искрено. Ми се прошири фактички ротацијата ми се прошири на песни. Исто има уште еден hot take. Не знам дали ќе се сложат многу со мене. За Rage of Nov, фактички, за Opium label што е. Ken Carson, Destroy Lonely, Homicide Gang. Мислам дека тоа е нешто што нема да трае долго. Искрено, мислам дека тоа е чекај, Сид 8 Bulls? да, искрено. нема лајка. Кај тука. Се деси еднаш. Чекај. Еве го. Ќе се покажам. Како ќе сакаш? Се појавам на камера. Како мислам дека еден од поголемите рейдж ентузијасти, да кажал. Ја можам да се сложам со тоа дека рейдж мислам дека до декември и Толку. Нема Смрт. веќе да мислам дека многу ќе им стане репетитивно на луѓето и Да. да го прават уште ќе биде онака на многу мало ниво. Изборувам неколку артисти underground и мислам дека не може тоа да се проби у мејнстримот колку што се проби со Whole Lotta Red и со Дали тој мислиш цел- дека е пробиено у мејнстримот или само има голема фан база? Тоа го зборевме со Трајче последната епизода. Не, мислам дека е мејнстрим, Е ама Е од мејнстрим ги младите? многу мала селекција на песни. Се тие мејнстрим песни што Аха. се, односно Sky, Whole Lotta Red можам да го кажам скоро цел албум, Општо пошто да, цел. цел албум, тоа е уствари албумот кој што го почна Све, се почна. Rage правецот би кажал. Добро. Има логика, да. Да, не, реално ја декември можеби Јануари, 24 јануари февруари макс давам како е главниот рейдж артист во моментов во Македонија, можам да кажам. Можам да кажам. Сам си го дае тоа. Кај се си рейните, брат? Реално, пет on my back, ама според мене декември, јануари, февруари
И толку готово. Толку За е. тие што Според не го мене. знаете, ова е флекс. Yes, sir. Ова е нашиот човек Флекс, ама го поштаjem тегот, а Флекс извади исто и проект кој што е исто во тој правец. Ја можам да кажам, не сум фан на целиот тој мувмент. Ја гледам енергијата бидејќи и ние кога сме почнувале да слушаме музика имала Некој нови бранови. На младите им треба таква енергија. Има и ние сме имале таква хаотична енергија, брат. Као можеби на пример била посмирена у форма на Шаба Ренкс, ме разбираш, или Wild for the Night, ама тоа било моментот кога тие биле тие песни нас кои што не ваделе од такт. И ја пренесуваат истата енергија, ама работата е дека ова е некако премногу затворено, као затворен круг на луѓе го слушаат ова. Да. Изборам за генерацијска Наши генерации се само. Да, као До 20 години макс тоа го Значи да речеме слуша. од 15 до 20. И Дарко, тоа и ние една сме- екипа, И една ние, екипа. и ние само. го имаме зборено тоа. Трапот сакаш да одскокнеш од него, не сакаш да си затворен у тоа, ме разбираш, као едноставно и луѓето самите фанови на таа музика кои што ја негувале сите тие години или колку и да е тој период, сакаат да го надмина тоа бидејќи не може да останеш со истата енергија после 5 години. Тоа се надоврзува и на Травис Скот исто. Не можеш после 5 години да ја донесеш истата енергија на албум кој што ти бил најуспешниот до сега. Не можеш после 5 години да го направиш истото. Така и со ова. Мислам дека тие моменти се миновни, ама тоа е нормално дека музиката е ever evolving ама факт е дека можеби не толку брзо. Ја не знам на пример што го натера Флекс да каже дека до декември би завршило као онака ептен временска малце. некоја рамка, ама сваќам дека има многу малце артисти кои што се барем од вака мејнстрим апил кои што имаат или кои што го имаат тој breakthrough момент за мејнстримот, се многу малце, брат. И тие се најглавните онака 4-5 што ги зборат, меѓу кои главен е Playboy карти. И мислам дека Playboy карти има музикава скрепнато 2 албуми од Whole Lotta Red. и е форсирана. И мислам дека сгреши дека направи цел лейбл за таква музика. Буквално сите артисти ја форсираат, ја форсираат таа музика. Мислам дека Whole Lotta Red им требаше на луѓе во едно 3-4 месеци добри да им легне албумов, значи никој не го најде албумов како вау од прва и да подпишеш фактички 4 артисти за таква музика од исти лейбл, мислам дека е скроз погрешно и мислам дека е нешто што нема да трае долго. Се слагам. Тоа како човек кој што не е фан на рейдж музика, можам да се сложам со тоа бидејќи такви лейблс кои што се ориентирани само кон еден правец го имаат својот пик и после фолот е уште толку поголем. А пикот е моментално. Да. Пикот е моментално. Пикот е моментално пошто Fool's Gold Records со сите тие артисти кои што имаа мал мувмент, пак кај нив ќе ги стават као инди лейбл, пак ќе пропадна еден албум ќе извадат, ќе пропадна и толку. Или ќе си замине самиот артист од лейбелот не останува. Така да има кога лейбл е фокусиран само на еден тип на музика, тогаш добиваш бренд онака и ако брендот изумре, ако трендот изумре, умираш и ти, нормално е. Не можеш да или ќе треба да направиш некоја нагла промена, или ќе треба да направиш нешто, не знам брат, или едноставно не постоеш. Ребрендинг правиш за да некако се реинвентнеш самиот за да можеш да продолжиш во музичкиот спектар онака да се најдеш некаде на ново место. И сега луѓе чекаат нов албум од Карти. Чекаат, а ја не знам што би било тоа. Пошто мислам, не знам дали Rage албум од Карти како што беше, мислам, не full Rage, ама Whole Lotta Red не знам дали би успеал исто како него. Не знам, беше Кеш Карти, нели? Скроз друг Така. вид на бре, стил. ја тоа го уживав пуштам. во И Кеш Карти, и ја во тоа уживам. До ден денес. Знам да си пуштам трака и стварно да уживам во трака, да. Мене Awful карти ми е боле него ли денешниот карти, брат. Можеби носи поинаква енергија, али ја карти кога го слушав во 2015 Broke Boy, брат, цртав по 10 сати на архитектура и слушав 10 hour versions, брат, од карти. И никој не знае што да очекува се од Карти. Ама мене ми е боле, де факто тоа ми е боле. И на Кеш пример, Карти, фала Богу. и тоа дури и ако карти се одлучи да се врати у тие води, Тешко. иако да тоа е скоро невозможно, ќе имам мотив да го пуштам пак. Мислам дека треба да очекуваме уште еден албум таков од Карти, Rage, пошто фактички цел Да, мислам дека што веќе се кажав, презаглавени у тоа, брат. презаглавени, цел лейбл направи за тоа. Ја туркаат таа музика до крај, пошто се фактички, не фактички, туку единствените
оригиналните на таква музика. Можда не од постаро време, Да. од новиве, за нови генерации. Тој е идол за многу понови генерации, фала Богу. И мислам дека со реч музика ќе проба пак тоа да го. Не, он повтори. мора да Мора тоа да го тоа е направи. проблемот. Да. Он е присилен да го прави тоа бидејќи Да. неговата фан база е толку, да не се изражам лошо, ама Заглавена е. Хардкор, Не, хардкор е, заглавена е и е токсична до тој степен кај што они сами ќе го канцелираат моментот кога он ќе сака да направи промена, ме разбираш? Дека моментот ти кога идолизираш некој е моментот кога некој он нема да го направи ти тоа што го очекуваш, е fall from grace, брат. Да. Тоа е буквално сега глупа споредба, ама Дрейк што го имаше моментот со Тайлер the Creator кога се појави и кога настапуваше и сите кога го хейтаа пошто очекувале нешто друго, е Карди ако извади некоја друга музика која што е поинаква од таа што неговите фанови ја очекуваат, ќе има проблем. И за тоа ја муабет. Исто го правевме со Стефан пред некој ден. Мислам дека со вас и вие го имате правено тој муабет дека артистите многу грешат со многу чекање за нови албуми. Пример 3-4 години И нема смисла. пропнале брат. класика некоја пред 5 години и кога ги снемува и луѓе очекуваат нешто подобро од тоа. Пошто 5 години ако чекаш нешто треба да направиш нешто што не е реално. Кендрик е единствен што Кендрик е Кендрик си се задржа, значи си седеше на Единствен. место. Си седеше на место. Lil Baby. My Turn беше класика. Добро, ама My Turn е 2020. 2020, сепак 3 Јануари, години се, не се малце. Млад артист. Сепак негово време е. И Управо си. новиот албум му е, значи една песна немам за Не памтење. залепи ништо. Ништо не залепи. А My Turn беше значи од Ја почеток го до ја го крај. немам слушано, но My Turn 2 My песни Turn мора да знам. го слушаш. Не, знам, дури Не, имаме сега нема да го слушаш. Чим не си го слушал кога излезе? Не, тоа имаме и ревју направено на зборевме. имаме изборено албумот, ама едноставно ја не сум Lil Baby фан пред се. Ја слушам чисто за да знам каков е албумот. Да. Го имам тоа слушано, го се немам навратено на My Turn, може Јасно. една песна ми Фер, има влезено, фер, ама фер. новиот немам никаква желба да го Ништо, чуам. нема што да слушаш. Бидејќи знам дека е more of the same од тоа што кај што глави Lil Baby, а Lil Нема Baby што да сите има слушаш. очекување да биде Затоа ми е Огром. интересно и со Тревис Скот. Стварно би бил изненаден шо би истел тој фактички. Пошто е стварно 6 години веќе, колку? Не бе? 5 цели ќе бидат. Пет. 2018 во август ако не се лажам излезе. така. Тоа е тоа. Фала ти многу брат. Фала ви вас. Добри текст, добри ставови. Одлични. Да. Брат, имаме и артисти у куќата, дел од нив и мора да си отидат. Visionary се тука, шара од цела екипа од Visionary. Булз ни е тука, Демич е тука, не, кај отиде Демич, си отиде и он? На телефон збори, добро. Флекс е тука, Булз кажав, Джеди од Дискорд е тука исто така. Да ги викнеме дечките од Visionary да ни кажат што работат и што се дешава кај нив. Може. Сакате двајцата или сака еден? Тројцата? Ајде. Слободно. Ајде. Повелете. Земете го и Ајде. едниот мајк. Да, земи го тој. Готово. Така? Кажи брат. Оеле брату? Еве сме. Здраво на Што е сите. ова? Ме слушате ова, да. Хеј, Пандамониум, како сме? Поштовање. Прво, сакам да ви честитам, брат, на роденденот. 3 години Пандамониум, 1 година Дискорд, брат. Кога се отвори Дискордот, толку мило ми беше што има комјунити за музика и кај нас. И одма џојна, брат, што да ти кажам, ама фала, многу брат. мило ми беше. Така да среќен сум што сум Фала ти тука, многу. валда исто и за други, Огромен да. респект брат, фала многу за Така да. Извинете, ја убавите ме зборови. дистректете Е. сваку моментов. Што се деси брат? Мојот човек па Северина вратил позадина. Ај, така. Така да, Немам појма. Не знам. Не Ај знам. пред се дека од нешто дигитално што се гледа вака само преку камера или на Дискорд се дешаваат вакви евенти, се надеваме дека ќе има поише. Многу е добро, поради тоа што се дружат луѓе, зборат за музика, зборат за све и многу е добро, така да огромен респект до тоа. Фала ти Ал Марс. фан да- Многу брат. Фала ти Марс. Како што веќе кажав, ова е дел од екипата од Visionary. Не можеме сите да ги седнеме. Не, нит кадарот е доволно голем, нит ништо. Абе, кажете што се дешава, видовме дека настапувате на Дфест. да, тоа беше интересна дешавка. Честитки за тоа. Фала ти. Big Исто thing. така Значи, настапуваат и у Штип.
За 2 Знаеш недели ти, од сега. Да, 50 години хип-хоп. Адо Штип, 50 Да, години Адо хип-хоп Штип. се слави Штип, проверете го тоа кај нив на Инстаграм, може да го линкнеме. Имаме тука и Штип репрезент луѓе и на Дискорд имаме многу луѓе од Штип Јап. и Мана и Джеди и многу други, сега заборавам некој сигурно, така да и тоа е big thing и тоа е интересно. Фала те, фала. Ехе, која чест е за 50 години хип-хоп да те викнат да настапуваш. Еј, сум го кажал ова, сум го кажал позади камера, ама го кажам и пред, мислам дека сте добар репрезент за новиот хип-хоп. Фала ти, брат, Македонија и многу во не Скопје. значи. Пробуваме, брат, цело време работиме, сакаме да биде како што треба, сакаме да го издигнеме бранов и да продолжиме да правиме добра музика, да експериментираме, да влегуваме у различни лейнс. И затоа и мислам дека многу е интересно дека можеме да се вклопиме во лајнап со некој од Адо Штип што се селекцијата и после тоа исто така и на пример во Шуршоц Маскен Шейк, Шейкот на да Стар биде, Шейкот, да, исто да. така и со таква склопка можеме да се споиме и многу ни е драго за тоа. Тоа мислам дека е добриот баланс што го носи таква екипа како Visionary, кај што има традиционални Баланс е рапери, зборот, да. има луѓе кои сакаат да експериментираат да бидат малку со помодерен звук и кога се склопи се тоа има продуценти како Hyper што сакаат исто да бидат во теки кои имаат доста свеж звук и доста разновиден звук, ја кажам, и као спојка е добро и многу е добро дека сте, мислам дека и тоа е еднината на хип-хопот и на младите артисти дека кој што веќе имаме кажано поише пати, трап правата е више на крај завршена да. и сега следната фаза на хип-хопот е пак да биде традиционално и да оди во различни други Да, други дефинитивно не можеш веќе еден жанр да Да, правиш како или жанра треба да умира, ама еволвира во нешто дека друго. умира, уствари. не дека умира, Не туку не можеш да правиш едно нешто. Тоа ја бев нај-олд скул, ај сега ќе биде, знаеш се кој што било пред 20 години. Ја ајде ќе оправам така, ама со тек на време ми се менја звукот. Еве и сега што правам, што вадам и ствари, нема, мора да се менјаме. Едноставно само така може да успеат тука барем. Тоа е еволуција, тоа е како човек пред се треба да Да. се отвори да се менјаш. Не викам дека е лоша ствар, дефинитивно. Најлошо нешто е комфорт зоната, жив затвор. Чимо тоа избегаш, мислам дека Да, апсолутно. Еве ти Да. conscious муавети. Апсолутно. Од друга извинете, Не, извинете. тоа ни треба. Од Тоа ми друга, иска да во од рапот. од друга страна, доколку на пример и ја видите и продукцијата и дискографијата на VR, онака како екипа, е многу разновидна, брат. И пристап кон музика, и текстови, и енергија, од артист до артист, ама Од проект на проект. од проект до проект, ама хемијата е тука. Го спомна Хайпер, ја ќе го спомнам мојот човек Бојан, кој што исто така е. Да го представиме Ај главно, Марче, најновиот член на VR. Марче, представи го, Да, Марче. нов член на VR. Кој што исто така е продуцент, онака си збориме на Дискорд, семплс, музика едно друго. Ние таму го Таму да запознавме од представи и вашиот он. Дискорд. Брат, си Да, пишуваме, слободно, си- слободно. си праќаме Ајде, Боки. Пандемониум. Ти на Дискорд, Да, јас сум на Дискорд. кажи како ти е юзернемот и како ти е Бојан правото Милев. име. Бојан Милес. Тоа е начинот на кој се Еден и запознаваме единствен. се тоа. Вака и јас да не беше пандемониум, јас се сомневам дека ќе се споев со Visionary, искрено да ви кажам. Така што ова е баш full circle момент. Многу ни Каде мило што- за ова е Тоа самиот. е тоа, брат. Ми го стопли срцето и Да, душата да, овој да. момент. Реално. Респект брат огромен. Многу ми е мило дека е така. Кога джојнав во пандемониум, јас воопшто не очекував дека ќе можам да бидам каде што сум сега. Мило ми е што сте вие платформа за да може ние да се издигнеме, да кажеме што имаме да понудиме. Па и еве, здравје Боже, да стигнеме до место каде што сум ја сега, да се споиме, да формираме нов бран. Кога станува збор за нов бран, околу мојата музика Трајче знае. Јас сум во зоната на но нелимитиран, на Алкемист, на Гризелда, Јап, Мадлиб, Кање. Така барем луѓе мене ме опишуваат. реално. Така што мене ми е премногу мило што ја го направив тој чекор да джојнам во пандемониум. И еве тука сум сега, многу ми е мило. Многу ми е мило за муабетов. Кажете ни ја причата брат, како се споивте, што ве натера да го пондоволните земете у екипа или како и да Ако памтам, ај ти ке кажеш од јас сум лош со меморијата, ама Ајде, знам ајде. нешто почна со колекција цедиња брат, ако не се лажам, Мога, кој што да. колекции има на рап. Мислам што како се споивте брат? На Дискорд или На како? Дискорд Да, на да, од пандемониум. пандемониум. Значи, Добро. скроз пандемониум заслужени за ова. И
на битови, нели Битс каналот, каналот, да, добро. да, и пуштав ја битови од време на време таму. На Васил му пуштав. Артистичко има, артистичко. Не ме... На фанки, да, извини. Значи има артистички име, Дискорд име. Така. Да. Не И го адреса на снишнувај, живење. не го снишнувај гавермента, да. Да, јас сум против користење уметнички. Против имиња. government. Овој грешка, ништо. Да. И на Васил му се допаѓа бајаги од работите што му праќав. И почнавме за цедиња, за колекции да збориме. Тука ни падна некој муавет. Што имаш ти колекција на цедиња? Ништо посебно од нашиве, од македонскиве. Он има подобри цедиња од мене. Знам дека има Ready to Die, има на 50 Cent, Get Rich or Die Trying го има, да. Special edition од $20. Не, се али зборот ми е... За тоа се зборевме, за Да, тоа цедиња. беше, да. И кога го пушти 1963-та, он и Дуко, Гамбит, извинете. Да. Јас бев на настанот, тука официјално веќе се запознаваме. И the rest is history. Добра прича, тек сега почнува да се прави историјата, сега, така да Апсолутно. со среќа тебе у новата екипа Олај. и со среќа на новата екипа Олај. на старата екипа со нов член. Реално. Не, ама и види, тоа е убавото и со Бојан имаме зборувано долго и широко. Ми има прашувано и за албуми и за све тоа онака. Сваѓам, знам од кај доаѓа, знам кои му се интересите, на пример, добар адишен е за од продукцијски аспект, на пример, и ми интересира да видам што е следно, да видам продакшн кредити, како ќе се настапи на негова продукција и све тоа. Кој се у екипата, како се поделени обврските и кој на што работи? Па, секој си го фура својот филм, мада немаше ништо да звучи како што звучи ако не си зборевме цело време, направи го овака, јас мислам ова, јас мислам тоа. Така да голема предност е што сме тим. Кога луѓе го гледаат дека сме колку 6-7 души ко негативна ствар, а до сега само позитивни работи не има донесено. Така да Има тој можам предности да се- мани, се надам дека ќе ви Да. носи што поише Да, предности да. помалку, ќе има помалку мани. Мислам дека и секој учи од секој во екипата, поради тоа што дефинитивно. ние на почетокот кога се споивме, многу различни сфери бевме на самиот хип-хоп. И јас слушав многу помодерни ствари, он слушаше многу по олдскул ствари, ама јас знаев дека он има пасија за рапување и кога се споивме више да правиме музика, он се поише и поише се прави диверзитет кон некој помодерен рап. Еве сега со новиот сингл да го испромовираме на Yes. според. Шаут-аут разбирам. неспоредлив. Има тука више модерен бленд кај што битот е од Hyper исто, Да. и има тако и некои, не знам, трап елементи има со тој триплет хај-хетот што иде како Baby Kim Hooligan според ми е. И ја поише на пример навлегов со по дип лирички ствари, со по панчлайн, според тоа што кога сум со нив во студио или кога правиме песна заедно, јас се држам до некој стандард што сакам да го исполнам и уште поише сакам да се исцедам да направам како што треба, поради тоа што ги гледам како friendly competition што сакам сите да бидеме на највисоко ниво. Дефинитивно борба е во студио. Да, брат. борба Секоја- во студио, секоја ама студио секогаш се е борба. хелти и интересно е поради тоа што да не беа они, ја мислам дека немаше толку да давам внимание на некои од тие ствари, а и ја да не бев исто и некој од нив немаше исто така да влезат во некои ствари. Брат, тоа е поентата на екипа и само држете се бидејќи само како екипа може да се успее да се иде напред. Да, сам да, по сам скроз. никој не може. Тоа го зборевме на прошлата епизода со Трајче. Екипата е битна и за правење на музика, и за држење, и пред се као другари, као браќа на крајот на денот, Да, онака, да. плюс да не збориме и за бизнис, и за работа, и за напредок во кариерата. Да, комплицирано е за некои работи да се договориме за настап, треба 2-3 дена за одговор, ама од друга страна 7 луѓе многу боле работат него ли еден сам. Апсолутно. Дефинитивно. Посебно кога имаш full package, не се само артисти, туку имаш и продуценти. Така, Пејачка и да, рапер. исто Меги да не ја забораваме. Луѓе со кои што соработувате за спотови, со кои што соработувате за вижуал, за кавери, така да тоа е една голема екипа и мило ми е дека виженери онака не се само тие 6-7 души, него се
и сите околу Имаме и и behind the scenes многу луѓе што ни помагаат Тоа, цело апсолутно. време за стварите. дури и ве Имаме гледаме посебно две групи, буквално една е само за артисти, што сме другата е visionary бизнес. Корпорат. Тоа е да. Visionary Co, дека со точката. с режисерката Марија, некој што ни помага за маркетингот, за промовирање. Гоки дефинитивно Гоки за шаутаут за спотови што ни спотови. помага шаутаут. Јордан сега многу работиме со него за ствари, No cap. за No Cap, за мерч и за исто така за видеа, за све, така да Одлично. супер ние што се прошируваме вака и мислам дека немаше да биде вака како што е сега ако не идевме заедно јако до сега. Само напред. Ти кажав и преска дури кога доаѓате и у станица ве гледам како едно големо Да, друштво. како и ме- екипа ме секогаш потсекате на ние кога бевме млади, однака. Ще него да го извлечеме да доаѓа по журки ќе биде. Добре. Пензионерското. Ако не да, ти се ако не се доаѓа, седи си дома, брат. да. Пензионерско. Нема Уживај притисок. се. Да, Peer да, да. pressure е многу лоша работа. Кажи ни са шо излезе? Шо е ова мерч? Значи, капче, мајца, песна, спот. Песната се вика Неспоредлив. Сакав да направам нешто по-ново, дека не кев да останувам на истото и секоја песна, секој албум што и да е, сакам да е нешто ново што нема чуено од мене. Така да мислам дека тука нема вчепнато во некој, ајде да кажам трап стил, ама сепак има доволно рап елементи за да биде, што би се рекло, класика. Браво, добре тоа. Шаудот ту Гоки уште еднаш за спотот. Мислам дека го направивме доволно интересен, ми пиша луѓе што не очекував дека ќе ми пишат никогаш у живот, дека им се свиѓа многу. И идеја беше со No Cap да направиме мерч. Овие капчиња, мислам Бојана ја носи мејцата. Така да главен страф ми беше како пораката ќе ја примат. Така. Дека пораката не беше дека јас сум подобар од некој или дека сум полош од некој, туку пораката беше единствено тоа дека не давам тоа што ти даваш. Дека јас сум уникатен и тоа ме прави мене. Тоа не кев да биде у стилот на јас сум подобар од тебе, ти си подобар од него, или исто ти многу ме потсеќаш ако Биги Пак и Кендрик имале дете и тоа дете шетало низ Бруклин, тогаш сум јас. Тоа не сум одреден артист, туку тоа ме прави мене посебен. Тоа беше главната порака што сакав со песната Еј. да издам. Добре, ако така се осеќаш и така мислам ќе треба да биде. Тоа го збориме за артисти, тоа го збориме за диџеи. Добре да си имаш свој стил, добре да бидеш препознатлив по тоа што си, да го репрезентираш тоа што го репрезентираш, бидејќи само ти си знаеш, сам себе можеш да Дефинитивно. Музиката Да. да е И олицетворение се на тоа осека на кога тоа е ти нешто што копија, правиш. а нешто кога е оригинално и доаѓа од внатре. Топ. Ја му кажав и оф камера, ќе кажам и на камера, мене ми се свиѓа, многу е мелодично, ми се свиѓа тоа, се гледа дека има некои нови елементи на кои што си имаш одлично снајдено, ме разбираш, дека не е Фала ти нешто. многу. Го слушав претходниот албум и као ова е некако многу поинакво за мене и од тоа бидејќи ја доаѓам и од двете страни, го сакам и тоа и тоа. Ова е онака уживам ова, као убаво ми е блен за- некој. Да, Ја така викам, блен. Убаво ми е за уши, примамливо и као ме тера и например да кликнам уште еднаш и да го пуштам, ме разбираш, као мене тоа ми се свиѓа. Да. И сваќам дека и тоа е енергијата што ја носи и VR кој екипа, ме разбираш, Да, као те тоа тера ни е главното мото, цело време да го прошируваме звукот и да не се ствараме у кутија, да не останеме цело време. И многу сум среќен што сите ќе направат едно нешто и се вика добро, сега сакам да пробам нешто ново, нешто што не сум го направил до сега, поради тоа што тоа ја одржува и публиката да е заинтересирана од тебе, пошто ако влезеш ти во некој сайкл на цело време вадање иста музика, нема да трае многу. Сега и муабетов за Рейджот што беше и све тоа. Да, И за Тревис. Да, и за 21 Тревис, Savage. и за Да, све, да. и за 21 Savage, буквално за сите hot takes до сега што беа во муабетот беше дека станува репетитивно и за тоа страшно е дали ќе изумре како ќе се прими понатаму и понатаму. И мислам дека добро е цело време да се менува артистот и тие што се и генерацијски артисти ваку Америка што траат со децении декаде, сите го менјале некој стилот и сега не можеш да очекуваш следно што ќе извади Кендрик или следно што ќе извади Дрейк. Мислам, да, Дрейк сега си го има шаблонот направен, ама тој шаблон му е од 10 различни стилови. И трап, и не знам, dance music, и love music, и R&B по спори песни, и хитови, све има. Така да, мене ми е многу битно да има цело време менување на тој стил, и менување на дури на жанрата или на начинот на кој што рапуваш или на продукцијата, било што. Така да, Ја верувам и у На тоа стоим. signature звук онака да си има
да не е само бледа копија на тоа што е моментално и да се закачуваш на бранови, ама мислам не конкретно не го гледам тоа кај вас, ама на пример знам артисти кои што цело време го бркале тоа што е следно. Ме разбираш? Да. Гледаат што е потруда да го попинги, направат тоа што да. ќе биде следно, они гледаат што е следно и го прават. Така да од тој аспект разбирам, ама мислам дека и као signature треба да се биде. Ќе ве прашам следно да не главиме предолго, на пример, кој ви се која е инспирацијата, као влагате у студио, споделувате ствари што ги слушате, као функционира тоа, back and forth, енергијата која што се споделува, ама и на пример кои се не референците, ама инспирацијата и музиката која што ја конзумирате на дневно ниво за онака да ве тера да Па и стилски и да пишувате и све тоа. Мислам дека е различно за сите. Например, ја на по-дип траките што ми се кај што сакам стварно да кажам нешто, брат, или да споделам искуство, обично ги пишувам сам дома, не ги мислам многу, ама на мој личен начин, не ги споделувам толку со другите. Се дури не се напри битот или нешто излези некој демо, па да им споделам за да видат дали им се свиѓа што, како да ми дадат совет. Ама за тие што се на пример Зенит, знам нели од Чекор, ти ја знаеш збореше нели. Едноставно беше, го лажевме, мислам ја барем го лажев Марчот и ми бараше версови со време и бит. И го лажев, да ќе ти направам, а ја не барав семпл и ни ништо и дојдовме у студио, скувавме семплот и битот и све. И бевме, ајдур сме тука, ќе направиме 5 целата песна. Се затворивме сите у различна соба, барови и снимивме. Али само главно за таквите песни мислам дека е тој процес у студио кај што е борба или си помагаме со барови, ова е добро, ова не е добро. А за по-дип стварите што си имаат значење, мислам дека сите си ги правиме и ја исто за тие подлабоките песни што сакам да ги доловам искрено да допра до некој од луѓето што ќе ми ги слушнат. Си ги пишам дома со предсмислено идеја, тема и све тоа, поради тоа што и тие траки на што се ставаме кај што имаат панчлайнс и све тоа, решетки кај што пукаме, најчесто не се заеднички и затоа можеме да се ставиме во исто време сите. И мене ми е многу драго дека кога ќе отидеме во студио, на пример ако сум имал writer's block некој месец дена, автоматски немаш. во студио, ќе ги видам нив како пишуваат некои версови, ја ги гледам и почнеме се потам тука и си викам, добро, ми завршува тука writer's блокот, сакаш некеш, мораш да пишеш сега нешто како што треба и одма ми завршува. Пишувам верс за 10 минути, го снимаме и пукаме песна цела. Имаме сега така баш периодов годинава од кога го извадив ја мојот албум. Имаме отидено многу пати у студио само да испукаме некои ствари, да еден од друг да се резонираме, да напишеме еден рефрен ќе пише, другиот ќе пише верс, третиот ќе пише уште еден верс и ќе направиме песна. Пак ја чуваме, пак ќе се договориме како ќе иде, дали треба нешто да менјаме, све тоа. Ама процесот на пишување и на правење ствари е најчесто кога сакаме да се собереме заедно на трака или решетки да пукаме, секогаш сме заедно и ги пишуваме версовите таму, битот многу често го правиме исто така таму, се снимаме таму, све правиме. Тоа е тоа. И многу песни од мојот албум, мислам, пола од песните од мојот албум се така направени и Зенит е така направено во една студио сесија и НД со дечките од Кем и Безмилосен е така направена, сите се направени. Да, дека имаш фичерс и автоматски, не знаеш со фичерс као работи ги викаш и што направите и сега следен пат тек може за месеци да се договорите пак. Или кузне кога ако треба да пратат они верс или текст, да напишат сами кузне. А вака дур сте таму и што биде. Сите ствари што се и на мојот албум и мислам дека општо кога соработуваме со артисти, биле заедно во студиото да правиме добра атмосфера и енергија пред да почнеме да се снимаме, пошто ја не сакам да му кажам на некој прати ми верс или фичер и он само ми прати снимен од негов микрофон или нешто така, туку сите сака да ги земам во студио да снимеме заедно, да направиме енергијата е различна. Да се видиме и какви сме како луѓе, какви сме како артисти, како ни е работна атмосфера и работна рутина, а и пред се да можеме и надвор од самата музика се дружиме и да искочиме на пиво понекогаш. И тоа мислам дека го успеав да го направам, поради тоа што сите што ми се соработки на албумот, сега можам да им пишам абе, ајде идеме на пиво, или ај ќе се видиме ли на журкава вечер, или ќе доеш ли ваму, или ај у студио да идеме пак. И одлично. Тоа е многу добро. Тоа е одлично да си има, брат. Тоа е, например, една од позитивните ствари на тоа дека функционирате како колектив.
И вас очигледно ви функционира и многу ми е мило дека работите, чести сте, конкретно онака вадите и ствари, не е дека ги чувате у фиока стојат и едноставно музиката е наменета за да биде надвор извадена и аутпутот што го имате мене ми се многу свиѓа. Пошто голем дел од артистите у Македонија имаат проблем со тоа да вадат ствари. Овде аутпутот не е никаков проблем. Мене тоа највише ми сега одговара. Бојан да, дефинитивно. Ајде. Да, Го тепаме. А кога спомнавте за чување работи у фиокол на Јана Ум. Да, се разбираме. Имам премногу работи во обработка. Со Васил спремам нешто, со Марко спремам нешто, еве и со Дуко, со Лука. Здрави со Меги, со Магдалена. Со Хајпер сакам да имам соработка, пробуваме да најдеме некоја средина. Не е дека се ограничувам, нели спомнав со Алкемист. Тоа е помодерен трап на Никола. Пробуваме да најдеме некоја златна средина. Искрено, сега за сега ја мислам да терам со моето, со тој подушевен звук сол рап. Трајче знае, му имам пратено. Ја го имам драйв, го имам драйв. Да. Дај го аут, брат, дај го. Го имам драйв. Дајте го Имаш направо, чуено браво. поише од мене изгледа. Значи, дајте ги стварите, напрете ги, вадете ги, тоа е тоа, брат. Бит тейп, микстейп. Тоа ни треба. Да. Искрено, јас планирам и да рецитирам, не да навлезам во лентата каде што е Васил, сакам по поетски стил да заземам, што искрено овој душевен звук што јас го нудам, уште немам ништо пуштено. Мислам многу сум убеден дека на македонскава сцена и фали. Ќе комплементира тој soulful звук. Да. Баш како што спомнавте вие, треба да нудиме нови работи на македонската сцена. Ова што јас го спремам, знаат момците. Фали на македонската сцена. Супер. Да не биде многу егоистично, сакам да кажам нешто. Музиката која што јас планирам да вадам е музиката која што на мене ми фалеше кога јас имав 15-16 години. Искрено, Што значи тоа? како што Кање кажа, јас никогаш себе си нема да можам да се видам како настапувам. Мојата 15 годишна верзија никад нема да ја има помошта која што би си ја пружил себе си преку мојата музика. Така што, иако ништо немам пуштено, ова е претежок тейк, да се каже. Најава бе, најава. Најава. Чиста најава. Следат ствари толку ке кажам. Big stuff coming. Супер. Чекаме, брат. Добро тоа е звучи вака, ги кренува очекувањата. Ајде да видиме што ќе биде. Чекаме, да. Имаме зборано, кажав со Бојан, имаме споделено и онака и музика и линкови. Ми се свиѓа неговиот пристап, ми се свиѓа она од кај потекне, од кај доаѓа онака и од музички, многу е публиско на пример барем до мене. И сакам да чујам, да видам нешто од тоа, као да видам македонски артист, да видам како се изразува на таков начин и ќе сакам да чујам ја. Ја мислам ништо официјално немам чуено, имам слушнато вака продукција некоја негова и многу ми се свиѓа, имаме зборено, ама сакам нешто онака on wax, бе разбираш, тоа би сакал да го чујам онака full package кој што е све друго од VR на пример во моментов онака на сите стриминг платформи спакувано кој што треба без разлика дали е проект сингл или што и да е. Супер, тоа е тоа. Фала ви дечки. Фала на гостопримливост. Фала ви на вас. Фала што Лав дојавте Пандемониум. пред се. Да. Тука сме ние за вас, вие за нас. Фала ви Пандемониум. Поздрав момци, Поздрав. останете така. Фала ви. Праќајте кога има нешто, обавезно Апсолутно. пишувате на Дискорд. Добри сме. Дали е секоја што треба кога си проаѓате да не ви е досадно? И дали имаме hot take или идеме со Не, нашиот hot take... Чекај, Чекај. имаме Булс. Ајде. Не, добро. Еден hot take бе после Булс ние. Не, таман сме за уште два. Да. Здраво, Джеди. Како е? Дали си добар? Инаку, за луѓе што не знаат, ова е нашиот hot take king. Здраво, Од Дискорд. Пандемониум радио. Здраво, односно здраво, хип-хоп, дами и господа на Македонија.
И ова е Јас нашето ревју за Scaring the House од Дени Браун и од JPEG Конечно Mafia. Некој in-depth, да направи да си идам ја, значи да станам, да си отидам. конечно in-depth 3 часа ревју на Scaring the Host. Дефинитивно. Шала на страна Джеди, јас сум Никола, Notorious Hot Take King у Дискордо и мислам дека сакам тука јавно да го споделам првиот Hot Take у Дискордо што ми ја даде таа титула. Пајси. Што бев нападнат од барем 30-40 луѓе у Дискордо. А објективно е точен. Ајде. Објективно е точен. Вкусови на страна, длабочина, квалитетна музика на страна. Lil Uzi е поважен за хип-хопа од J. Cole. Побитен и поважен. Со ова не само што ја доби титулата на Hot Take King, него и на J. Cole Hater. Се најжив сега, брат. Број еден Се J. Cole. најжив сега, брат. Се најжив сега. Затоа и кога правевме и Ox Battle, имавме и JD Round, кај што мораше да се пушти песна од J. Cole. И мене ми се падна. мене ми се падна. И ја пуштив единствена J. Cole песна што ја знам што е кавер на друг бит, на Outkast бит. Да. Добро, ај траче. А, Не се ни сеќаваме на оваа дискусија. Не, ова зборевме, брат. Ја мислам нема да навлагаме предлабоко, ама мене ми е ептен спајси и hot take ми е, пошто ја пораснав со J. Cole. Мене J. Cole ми беше првиот вовед во тие модерните артисти кои што го доаѓа од традиционална страна, ама го имаат тој модерен звук. Пикот на блокерата. И дефинитивно и го пратам уште од буквално првите ствари, брат. Ја J. Cole уште не беше J. Cole, беше The Therapist, се викаше. Имаше еден микстейп, песната Симба ме преврате 2007 година, брат. Прв пат на audiomac.com ја чув, онака у New Releases, брат, беше стајано. Ме сврте, не бев свесен што слушам. Уште Wale немав почнато да го слушам. После година дена Friday Night Lights доаѓа Wale, доаѓа екипата, се појавува Kendrick овде. И као се најавува дека J. Cole ќе потпише за Rock Nation, го добива Jay-Z co-signот. И онака искача Cold World, кој што покрај сите микстейпс сите микстейп што искочија пред тоа. Значи The Come Up, Friday Night Lights и после тоа Дарко Гудри песната. Става во срце ме мало, брат. За сите што не можете да ја чуете е Бели, Jim Jones Кепо, Fucked Up. Песниште. Да се вратам на тејкот. Нема врска. И тој беше лош албум, брат. Релативно во поглед на тоа како старт на микстейп деновите и како стигнавме до првиот негов деби албум, беше let down за многу луѓе, дека имаше многу поише, беше обид за да направи нешто со неговиот традиционален звук, да направи мејнстрим албум. А у тоа време се уште не беше разграничено што е. И на пример има одлични аутейкс од таму, брат. Can't Get Enough има све тоа. Ама начинот на кој што тера неговата кариера, мислам дека е поише од поучна страна, е добра, као у смисла не го изгуби интегритетот после првиот албум. Само J. Cole ми е преквалитетен, го сакам многу, го слушам многу, ама мислам од страна на интегритет е многу битен за сцената. Исто кој што е Мек Милер, кој што се нема продаено за ваго едноставно, луѓе го слушаат само заради музиката кој што он ја прави и како се поставува како се поставува како човек. Сваќам Джеди од кај доаѓа, Джеди е помлад од нас и за него на пример лично, можеби на пример луѓе како Тревис, Young Thug, Lil Uzi се побитни дека тоа му било на еден начин и интрото вакво, ама за мене е тоа J. Cole, брат. Вака, брат, као прво нема да се сложам со тоа дека албумот The Silent Story е лош албум или дека не е добар репрезент за него, бидејќи можеби ја преку тој албум дознав за него и он беше пикот на новата, он беше еден од предводниците на новата школа баш со тој албум. Апсолутно. Еден артист за да стане дел од дискусијата во која што е J. Cole сега мора да има такви комерцијални изданија. Да, тоа беше Rock Nation ако остане уште од микстейп деновите па да продолжи со Forest Hill Drive и тој стил на музика и таков, ќе кажам и low-key lifestyle и low-key дропање на музиката, брат, онака ништо спектакуларно, немаше воопшто да биде во дискусијата. И мислам дека и тука е најголемиот, ќе кажам, најголемиот аргумент против J. Cole кога се збори за Greats, бидејќи ги има тие моменти, ама он се одлучи да се врати, да се биде свој на своето. Нешто слично кој што збориме и за Playboy Carti, на пример, да има само своја фан база која само него го слуша.
И можам да повлечам паралела тука дека до некоја мера ја не пуштам J. Cole музика на журки 10 години, брат. Верувам. И за тоа и го станува збор за дискусијата за топ 3 од нашата генерација, од нашата ера, Дрейк, Кендрик, Кол. Кол е тука секојаш пострани Кол, тој што е во позадина. И ова е hot take што ја можеби не се ни слагам, али можеби управо е Джеди го ја каже за 10 години дека Лил Узи можеби повеќе ќе отскокнува во целата игра отколку J. Cole. Иако значењето на J. Cole за неговите фанови или за нашата генерација е многу големо, ама тоа може да го кажеш за многу артисти. Можеш. Има своја фан база. Ја нема сменето културата. Например, И нема толку вау моменти. Лил Узи Верт сега посебно со I Just Wanna Rock има многу поголем момент од целата кариера на J. Cole, брат. исто така факт. Исто додека збориме за топ 3 од претходната генерација, да ја кажеме, наша генерација на хип-хопот. Мислам дека Future има поголем аргумент од Cole. Дека топ 3 треба да е Kendrick, Future, Drake. Најголемата, така ми се мене, односно мене ми се Kanye, Drake и Future топ 3 all time, али Future доаѓа малце покасно од нив и стилски е поразличен и затоа ја поише го ставам Future во друга конверзација заедно со Young Thug и со Migos или дури Да, као Travis питен или за некој- декадата, не е за Да, не е Неколку онај години топ покасно 3 клас. доаѓа и да речеме неговиот праиме малце покасно и не можеш да го ставиш дека Future има комерцијален успех, ама не знам, тој момент на J. Cole, најверојатно ќе треба помине малце време да видиме како ќе легне неговата музика и како ќе неговото значење кое ќе биде во хип-хопот после 5-10 години. Да, неговото Дека легаси. во моментов не знам кој е легаси на J. Cole, брат, кој е? Она реално Зашо е J. Cole најбитен, брат? Тоа ти викам, не е толку битен за хип-хопот, ама е репрезент за тоа што се дешаваше у 2007, 2008, 2009, брат. Школа е на тие Добро. години И и е не, единствен 2010, пример кој што не. си го има задржано интегритетот. Ме разбираш? Ама брат, не можеш така да гледаш Дрейк си го има задржано, Кендрик си го има, брат. Затоа се они првенци, брат. Заради тоа Уалей не се збори, брат. Уалей си Уалей нема изгубил ни- сосот, ме разбираш? Да, ама нема ни толку квалитет. Исто. Нема таков аутпут ко. Исто, апсолутно. J. Cole нема. Ја J. Cole, брат, ја се сеќаваш дека не бев голем фан на J. Cole во минатото. Да, Јас да. бев фан кога се појави со The Silent Story, бидејќи тој звук и тој комерцијален и мејнстрим начини на создавање на албуми, на вадење на албуми, мене ми се свиѓа, бидејќи јас го сакам мејнстрим хип-хоп звукот. Така. Кога влезе во длабокото, кога се врати со Forest Hill Drive, кога влезе таму, јас воопшто не го сакав и не ми беше свежо, бидејќи ја тогаш бев најако влезен у трапот. И тогаш Да, слушав да. Future, слушав Migos, A$AP Rocky, A$AP Ferg и се тоа. И мене J. Cole ми легна со алат. Тогаш онака пак ми влезе во ротација. Иначе имав едно 4-5 години кај што воопшто не го слушав од 2013 до 2017. Да, да. Од тој И од аспект, тогаш ми е вратен и ми е окей. Да, да. И после му се вратив и на постарите ствари и тие ми легна окей. од тој аспект, да, ама само од тој. Само од тој можам да се сложам со Джеди. Ја сваѓам неговата поента. Не, мобето и главно ми беше инфлуенс. Интегритет на артист на страна, квалитет на influence-wise, музика да. на страна, длабочина на музика на страна. Кој е инфлуенсот на Lil Uzi на денешнава сцена? SoundCloud ера предводник, Шарен и Дред, сите у тај период, сите мислам до еден дека да. артист. Символизам у музика, сатанистички, иако тоа е негативно, сите скокнаа на тај wave после оно се. Lil Uzi Stage беше предводник diving, на тие ствари? Од мейнстрим артистите за SoundCloud ерата карти се он. Првиот дефинитивно надворот до ние underground ептем води на хип-хопа као Def Crips, etc. А што ги кажеш за нашиот тейк дека за таа нека тројка што спомнав јас као нови предводници на поднаводници новата школа Тайлер, Lil Uzi и Playboy Carti. Можам да Денес сложам. или последниве години. Може да сложам дека Тайлер ми е, иако квалитетен артист, многу по-уникатен од J. Cole, никакво влијание нема на хип-хоп. Никој не пробува да звучи на Тайлер, никој не пробува да се облекува како Тайлер, да се рекламира на ист начин, ништо. Има си work ethic на 2 години еден албум и тоа си тоа, in his wave. Да. Додека сите пробуваат да бидат као Узи, да го копират успехо, патот до успехо, изгледо, звукон, SoundCloud ерата, оние синти битови, трап битови и се тоа. Од тој поглед Exo можам True да Life, се сложам. големината на меланхолични, брзи трапови, пискави гласови у трапови. SoundCloud звукот мислам дека е многу голем дел од денешниот хип-хоп и дека за тоа Lil Uzi е виновен 100%. Од тој аспект можам да се сложам. Како И бом- и Ама Кендрик вака има кажано, полно влијание. Epstein Никој не Spice пробува да е звучи. ни као Кендрик, реално.
никој не пробува ни да биде Само- артист како Кендрик. Да. Па така е, знаеш како за тоа беше за тоа таа тројка на Дрейк, Кендрик и Кол е добра тројка бидејќи Дрейк е тој ше мејнстрим и што има најмногу хитови и што го води правецот. Кендрик е на второ ниво тука, ама он знае да направи добар мејнстрим албум и добри фичерс, знае да биде и многу добар во квалитетното тоа и во неговото и секој пат е различен. Нешто слично можеби не знам кој Тайлер the Creator, брат. Ма има Само што нема толку Тайлер, нема толку мејнстрим апил кој што има Кендрик. да. И од друга страна ги имаш Кол кој можеме со плейбой карти најверојатно, кој има Он е- нешто си свое нешто, брат. Класичниот хип-хоп артист од тројката. Да, Нешто да. највидено до тогава е било Најбейсик. Кол. Па тоа ми е мене негативниот аргумент со тоа што он се враќа таму. Бидејќи он под притисок на неговите фанови, кои што кажат ти плейбой карти да смени са неговите фанови, ќе се откажат од него. Тоа му се случи на Кол со тие албуми бидејќи тоа беше уште времето кога онака хип-хопот мислеше дека тој вистинскиот хип-хоп мислеше дека е жив уште, онака кога гребеше по вакво и кога Да. и кога J Cole што беше као месаја од таму, кога направи нешто друго, абе ој не чини. Слично се деси со Joey Со Badass. Joey Badass Devastated која ја извади. All American Badass, истиот момент. Јас со Кискин си имам расправано 2014, шараут за Кискин, 2014 си имам расправано за Да, да, него, за дефинитивно. Joey Badass за Devastated, брат. Што е едно од најдобрите Дека, негови дека, песни, брат. дека рапот го ваква, едно од најуспешните негови песни. Па тоа се случи со J Cole само 3-4 години, 5. Брат, J. Cole на неговиот втор албум има песна што се вика Let Us Down. Да. Буквално. Кај што го чувствува притисокот дека ги предал неговите фанови за Што ги предал, брат? Не, па тоа притисокот Со него го ваква ви се гледна точка. Да, и свесно одлучи дека треба да се врати и да си остане у негов покет. Мислам дека и периодот 2014-2013 пред Forest Hills Drive, дека Кендрик е тај што оде на помодерна продукција од Ау, Кол. дефинитивно, Кол си седен и со- дефинитивно. Кендрик го имаше на трап песни, на сайфери, на роки, на Ама тоа беше Шо брат, ама тоа беше тој звук тогаш. Тоа беше и мораше да бидат и Кендрик, па дури и Кол мораше да Кол Ја дефинитивно да не ги најкласичниот. излазеше до Silent Story, немаше можеби никаде да го дознам. Мислам, Верувам. не знам дека тие се песните кои Да, те воведоа у него, да. Да бе, Го workout ставија can get на enough. мапата. Го ставија на Да, да, мапата. апсолутно. Апсолутно, ја го знаев пошто дремев на интернет, брат, али ако не си дремел на интернет у тој момент, Ако не си бил фан на таков звук, да, апсолутно. Апсолутно. на пример јас не сум бил фан на таков звук во тој период. Да бе, брат, ја слушав Алија и он вади ремикс на Алија песна, брат. Best Friend ја вади на Friday Night Lights, разбираш. Тоа дека па мислам у ептем подземјето на хип-хоп у тај период, дека други артисти го добиваат шајно повеќе за класичниот звук на страна од кол, пример Фреди Гибс со Пињата, со сите медли проекти што се тоа Да. тај период Blue in Exile. Дека они го добиваат тај најголем шајн од Old Heads за разлика од Кол. Кол е бил класичен хип-хоп по мене за помладите. Нашите Апсолутно, генерации. да, ако си casual фан на рап, Кол ти е еден од најдобрите. Ама и не е лошо да ти е еден од најдобрите и да ти е еден од омилените. Forest Hills Drive е 10 od 10 бум, no skips. Дека И ако сум J. Cole хейтер, на камера го изивам дека пред сите. Не, апсолутно. Така е, брат. Квалитетен албум, нема што. И во моментот кога го изводи, кај што збори за Кање, кај што збори за сите ствари. Све тоа. Он е контра тежата на целата сцена тогаш. Дава кога пева баланс. Трапот која онака сите тие работи су најако пуштени. И тоа има некаква тежина. И тоа Има. има некаква тежина. Има. Во in the grand scheme of things и тоа ми има некоја тежина мене. Мора да ги има тој баланс на сцената, треба да ги има тој баланс. Се што забегува во една насока е лошо и брзо згаснува. Да. Ако гледаме хип-хоп стрикно како музика, некој да ја одржува правобитниот начин или уметноста, најкласичниот начин на правење хип-хоп, 3 врса, рефрен и класичен луп семпл бит стил, а некој мора да го прави тоа, Кол си го има одржувано тоа и тај лен. Да, да, 100%. да. Нема скокнато ни малку од граница. Ама има И кој има фичер, он ги донесува почесто артисти у негови води, како на алот на 21 Savage. 21 делува повеќе на J. Cole отколку J. Cole на 21. Барем на таа песна. И на песни како The London. Мислам дека тоа е само и Травис има добар врс. И Young Thug на страна од гласот што го има и оние vocal infections, мислам дека и неговиот врс текст ако читаме дека паја J. Cole стил врс. Да. Можам да се согласам со тоа. Фала ти, Джиди. Мораше да испуштувам. Тоа е тоа. Фала што Пандемониум радио. Фала што си дел од нашето комјунити, од нашиот Апсолутно. Discord сервер. Дефинитивно. Еден од најактивните таму. Core member. Да. Core member. Шараут уште еднаш Джеди и цела Штип екипа. За крај, И планта. нашиот човек Булс. Ајде, повели. Поели брато. Хеј,
Pandemonium Crew. Како е Волс, дали си добар? Добар. Трајче, Еј. фала ви за приликава, фала за платформава. Ова што го правите вие нема тука македонскава сцена и ве поштувам многу. Фала ти брат, респект, фала што си дел од ова, фала што дое. Мило ми. Представи се пред камерата и пред луѓето кој си, што правиш. Last but not least, Булдожерот е тука, in the building. Јас сум артист, рапер, главно, заедно со мојот човек Flex. Главно сме на реч насоката, но не сме ограничени. Се разбира, вие правевте музика уште порано на англиски. Да, Вие јас правев, таа да. уште прва сезона. Да. Тогаш дававме некои совети Микселар деновите. да се направи нешто такво на македонски и еве сега почнувате да работите да правите музика на македонски. Да, Имавте одличен конечно. настап на Маскен Шейк во МКЦ на 1 април. Фала многу. Шараут за тоа. Искрено многу. многу ми се направи кејф кога ве гледав и кога видов кога слушнав како звучите, кога видов како изгледате на сцена и каква реакција извади се до тоа од луѓето. Ми се исполни душата, онака најискрено ви кажувам и мило ми е дека Брат, ми правите бедови дека не бе. па да брат, Правите бедови дека не бе. брат. Не. Да, Не беше у ситуација Не може да дојдам брат, али тоа е. Мило ми е дека Flex го извади Rage Tape, проверете го на Spotify и мило ми е дека и ти најави дека ќе вадиш нешто така. Да, најавив Булдожер дропа крај на месецов. Rage, не Rage, главно Rage саундот веќе, како што кажа Flex, умира веќе при крај. Брат, Но- ова не помага за тоа. помага за Дека вашите Рейчер ти проекти. си Но- дебела дека бранот умира, брат. Но Не помага. Rage бранот е тука, сега за сега, уште, но главно ново EP пробуваме да експериментираме заедно со помош на Flex и мојот човек Стиви. Заедно пробуваме, експериментираме и ќе биде нешто што македонската сцена нема слушнато. Еј, тоа ни треба нов звук, ни треба свеж звук, пред сега тоа Да, вас да. што ви се свиѓа, тоа што најмногу ви доаѓа да го направите моментот, бидејќи тоа е најискрено ќе го примеме ние како фанови пред се и ќе осетиме кога доаѓа од искрено место и кога се гледа дека инспирацијата е од тоа место и ти го правиш тоа инспирирано од тоа дека има поврзаност некоја. Така. Правите го тоа што вас ви се прави без да размислувате на тоа како ќе помениш што публиката сака. Да бе брат, нормално фит да швици, онака вадете музика, Дайте ни кој што музика да кажам, слушаме, тоа е тоа. Нормално брат. Да, Колку не- има не поише сме музика да ограничени. слушам, толку е боле и толку го оформувам и ја мислење и идеја брат за што следи и како идат работите брат. Флекс. Ја ќе извини брат, Флекс, ја ќе да прашам тебе брат, што те натера пошто те зборевме на емисија, сега вадиш проект, што те натера на пример да смениш од англиски на македонски брат? Прво сакав да пробам главно на македонски. Англиски од сегогаш јас сум пораснал со англискиот трап, македонски многу ретко сум слушал како што сум растел. Јас почнав Flex уште од првата песна ми има пишано да ми прати битпек се, главно и он беше исто на англиски. Прво почнавме стандард треп и кога почна жанрата на Rage да започнува и да фаќа тој бран од Rage, од карти, и Така. дури пред гид беше Трипи Ред кога дропна албумот. Да, Трипи Ред Night реално. кога беше, Така. тогаш full swing беше тој wave и кога дојде тоа ја од тогаш почнав стрикно Rage да слушам, но не сум ограничен на таа жанра. Многу повеќе сакам само забавно да ми видат додека правам музика и сакам таа енергија ја што го имам како човек да ја проектирам на мојата музика. Тоа е тоа. Чим доаѓа моментот кога ќе дојде од искрено место е се тоа што ни треба брат. Главно само шутки сакам направам и да тепам луѓе. И како ти дое Главно е тоа. Дарко се ежи на муавето моментално. Ова е најхот Главно- тек за него до сега. Кажа на настанов. Зборот шутка го Само тригерна енергија. скрос. Само сакам енергија. Кажи ми се на македонски како почна да пишуваш, како ти беше тој процес на да ги префрлиш мислите, да ги склопиш на македонски и на тетовски, на како го правиш тоа онака? Прво тешко ми оди, јас главно многу побаво се изразувам на англиски и сум навикнат така. Сум пораснал прво на YouTube со англиски јутубери, со ништо, буквално ништо од македонско, но сепак осеќав дел од мене дека треба да почнам тука, бидејќи тука е дружбата, од тука сум.
Флекс исто така почна прв на македонски, што ме инспирира највеќе мене да почнам и ја. Прво ме натера Флекс. Главно ме натера Флекс. Брат, вага, јас сака ќе кажам точниот ден ми текнува кога се случи, кога му кажав да пишува на македонски. Ајде. Тоа беше откако ја извадив последен пат, мислам дека некој недела, мислам дека така нешто. Тоа е лани летото, кога беше? Лани летото е. Има година дена, мислев дека вчера се случи. Значи, видов дека Македонија сака, би кажал така, рейдж музика, таков звук што не е онака, не може да се класифицира како трап, може повеќе како рейдж. Викам, имавме цел проект, јас и он, спремно на англиски, што е рейдж, викам, зошто да не го правиме ова на македонски. Може помалце ќе можеме да се изразиме, но со текот на времето ќе стигнеме на нивото кај што сме биле бором за изразување на англиски, ќе стигнеме на тоа ниво и на македонски со текот на времето и со пишување на се повеќе песни и се тоа. И ми текна само еден ден да му кажам, брат, пробај преведи некоја песна на англиски. Мислам од англиски на македонски, што имаш? Он ми кажа, брат, ќе пробам, окей, ова ја го пушав да проба да преведе или да напише нешто на македонски. Мислам дека првата е Аномалија, што имаш напишано на македонски? А првата песна што е втора песна е Аномалија и таа излезе, беше на настап и ја бев среќен со Аномалија. Втората што имам е all time напишано. Првата беше многу експериментал, не ми се свиѓаше звукот, исто беше рейдж, но Аномалија секундата кога му го пуштив на Флекс ми врати ова е таа мора да се дропне. Тоа е тоа, одлична песна. Да, не, реално, мислам Фала дека многу, фала многу. еве со неговиот проект, бидејќи ја ги имам слушано песните, не би го класифицирал како рейдж дефинитивно. Rage influenced? Rage influenced е, ама ги нема тие, ако го слуша некој од страна, нема да каже ова е rage Rock музика influenced. или rage beat. Rock influence, а? Rock influence. Ајде да видиме, вака интересно звучи. Да, Кога мислам сме дека слушали елементи. Трипирет, Лилузи. Трипирет, не, Има. реално мислам дека на македонската сцена сериозно зборувам сонично особено нема до сега имам слушано многу македонска музика од кога дознав за македонската музика и сега за сега немам најдено никој што има направено ваков проект со песни со толку многу енергија, би кажал, што буквално он како што кажа се за шуткање. Quote on quote, знам Да, да. дека не сакаш ти шуткање, Нема но гале, тоа е тоа. таа енергија, сакаме таква енергија да даеме бидејќи сме нели млади, енергетични, сакаме таа енергија ние што имаме. Сакавме Сака- шутки, да. Е, Тоа е значи, сакаме таа енергија ние што имаме екстра и што сакаме да префрлиме на луѓето што ја слушаат и мислам дека ќе успееме или успеваме со тоа. Твојот проект е одличен. Чујте го на Spotify, на Булс вади на крајот на мај. Ќе чуеме и тоа, ќе промовираме и тоа. Апсолутно. Проверете го, вака добро го најавивте, интересно звучи. Да. Тоа е булдожерен микс од се што сум сакал и се што сакам да слушам, инспирирано од се тоа. Така да Ајде, You're што in for a интересно да ride. чуеме. Дефинитивно. Кажи ни, имаш и hot take исто така? hot take имам. Спремен, човек да репетира. Спремен. Гледајќи камера со се. Значи дојде. Hit нема да го топне Up to Me. Подобар албум од Up to Me нема да го топне. Тие што се релевантни, тие што се имаат слушано доволно дека Сега кажат. почне ја немам ну, мислење Ја за имам ова. нула информации за ова, брат, не можам да Знам, коментирам. трајче не. Дали имаш ти Ама- мислење за ова? Единствената песна која што ја знам ја има на плейлистава и ја ставена на крај е На Nine Change, брат, толку. И тоа Дарко ми ја кажа пред 3 недели. Чекај, он има два албуми, 3 колку ги има. Три, наверно. Има многу албуми, тоа го Се пуни има дискографијата, да. премногу албуми дури. Ама тие што се би кажал главни во тој рейдж звук се Up to Me, Afterlife? Afterlife, исто така, и уште два што не ми текнуваат во моментов како се викаат, ама ги знам
каверите и знам дека Попин е една од нив. Нели едно Live, другиот е Afterlife. Life, Afterlife, има тие се најновите два. Up to Me има еден и има уште еден, само што не ми текне како се вика. Добро. Up to Me Ама- беше транзиционалниот албум кој што се проби во мејнстримот. Кога почнавте да го Тоа е. слушате Јид вие, брат? Од Up to Me. Јас лично од Up to Која Me. година е Up to Me? Up to Me е 2021, 2021, да. Значи прилично свеж. прилично е Септември ново, да. 2021. Ама со тој албум јас мислам дека Тука се е проби Turban, кон Тука е мејнстрим. Swerved It. Се проби кон правење на туре, кон го стави трендот. Up to Me го почна Ид, ја мислам. Со Up to Me Окей. почна тој бран. Исто така, Дарко, нешто интересно кое што Јид е познат по тоа танка чувак што вика? Тонка, да. Тонка, Тонка. туизи, свој вокабулар има човекот. Не. Провери го Pitbull на хотел сервис рум, исто така лајка тонка truck вика. Истата референца у 2010 ја кажа. Го приметив завчера у станица која ја пушти цара. Приметив тонка truck, си викам чека бе, кај и ми текна дека Тоа Јид. сигурно значи нешто, брат. Па не тоа не значи за голем газ брат. Па да, Не, голем тоа тонка, ја- тонка е голема. Тонка е голема брат, тоа се оние Тонка е како големо нешто. Дампери бе брат. Да бе брат, дампери, да. Така, да. Ама Да, тоа го приметив добар онака. бар, добар бар. Паралела, брат. Што се деси на лајв? Реално. Fact check me on that брат. Приметив жими се ти кажа. Готово. Реден лека тонка човек. Знам Дале. кој е лајне, брат, знам кој е. Е, утре правиме Pitbull Rage Remix, реално. Мислам дека треба хотел сервис. Немојте, не. Немој. Значи вика у главата Кажи го си. твојот Hot take. објаснение за хат-текот. Вака, Up to Me, мислам дека е почетокот на тој резвук, ама според мене уште тука се пронаоѓа и се го наоѓа тој би кажал рейдж звук и таа енергија уште ја пронаоѓа, веќе свежо, нова. Мислам дека Too Alive, ете го тој албум што го Тој е со Папин. Тој е со Папен. Тој мислам дека мене барем персонално ми е најдобар албум од него и мислам дека тоа со се нови албуми го нема топнато ни па со синглс ни со ништо. Мислам дека Too Alive е врвот и толку и Басик се извинувам. Кажа баш преска дека сега е пикот на рейдж музиката. Мислам дека пикот на рейдж музиката беше предходната година лето, 21 беше пикот. Пролет. 22 пролет Пролет, лето. да. Сега е некако не знам не е нешто онда Не е топ. долго свежо дека више Не е се свежо, да. презаситува, брат. Толку е. Да. Ама тоа е звукот брат. Ама и Rage константно еволвира како жанра и константно нови звуци излага од Rage, така да нема дефинитивно да изумре, да, тој звук од Ид и сега, до сега што се девелопал, да, ќе изумре, но жанрата константно еволвира и станува нешто комплетно друго. Па еве none outchange. None change, да. Не, ама види, тоа е со секој жанр, со Така секој треба да е. субжанр, као Да, си има пик, си има фол и си постои пак во позадина. Не е дека изумира тотално, дека нема артисти кои што ќе го негуваат, брат. Тоа зависи Секогаш од ќе си- луѓето што слушаат. Има Да, тоа лојални фанови, Апсолутно. има фанови кои само го јаваат возот, се качуваат на вејвот само и тоа е. Тоа е. Мислам заради тоа, таа неиздржливост, брат, немање на sustainability во Одржливост. и и одржливост и во самиот жан и од фановите кои што се овде само just for a short time. They come and go и многу се млади реално, брат. Да, пошто тие сега, на пример, вашата генерација кои што се од 16 до 20 години можеби, моментот кога сите ќе напунат плюс 20, новата генерација што треба навидум да го слуша тоа, веќе ќе имаат нешто ново. Ме разбираш, и затоа нема веќе простор каде Rage да биде пак во мејнстрим. Тие му се тие 3-4 години каде што може да биде во мејнстрим, брат. После тоа за секоја друга генерација следна иде во залез, Тоа беше брат. добро со трапот во позиција на предводник на хип-хопот, бидејќи ние растевме со него, имаше нова музика, Јап. а цело време нови генерации се закачува и така се изгради една онака генерација од 10-15 години на 10-15 генерации кои се дел од таа, кои се фанови на таа трап музика под наводници. Да, дефинитивно.
Значи тоа се Бидејќи цело време беше тоа свежо, се цело време луѓе- нови луѓе се закачува. од можеби 90-та до 2005-та онака луѓе кои што почнале кога биле возрастни, кои имале плюс 20 години, кога го дочекале трапот и као се развил, као дошол на голема врата, ние сме можеби Во тоа Америка, во уште Америка порано. и во Европа, таму Да. кај нас више 93-та, 4-та, 5-та, више тоа е првата генерација. Тоа е првата генерација. Ја и ти Дури сме кај нас првата има генерација. Драги, други има, други Апсолутно. ликови, ама пак као тоа ми беше поентата дека свежо и цело време привлекува нови генерации да се закачат на тоа, а не живее само во одреден мал покет на демографија и на Да. она, како и да го кажам, тоа не на одредена група на луѓе што Така. не ни можеш да ги споиш по ништо освен по алтернативни млади што сакаат таква енергија. Тоа е тоа, брат. Затоа кажа, не знам од кај ти дое тоа декември за претходно. Ја барем од што гледам, бидејќи редовно си ја следам таа сцена и редовно ги следам и ги знам луѓето што ја следат таа сцена. Сите се околу 18-19 години и се осеќам дека веќе и нив им станува се репетитивно, иако има некои што се хардкор фанс што ќе го слушаат до крај, мислам ќе го слушаат тој правец до крај. Мислам дека генералната публика што не се така die hard fans, не мислам дека за многу краток период ќе се префрли на нешто многу друго. Што тога- не е Rage, реално. Тоа и сега се случува, еве Destroy Lonely дроп на 22 трака албум, каде што еден не е Rage, еден не е со синтесайзери, ама нема ништо од тој звук. Ете, дури и Opium како артисти Ken Carson, Lonely, за карти не знам, карти уште го рајда тој wave на Filthy Beats и тие се. Но Carson и Lonely како артисти сега во моментов еволвираа и го менуваат стилот и звукот. Не види они како предводници мора да донесат нешто што би било Да. полеко и полесно да се свари за генералната маса. Тоа е факт. Да. Сега е Batman type бит каде што седиш ака на месечина, знаеш. Буквално возиш седиш на месечина и тоа да. Тој вајб е сега. Вече треба да преслушаме, брат. Стари сме, брат. Не сме утек. Видов дека има изваден албум, го немам чуено. Не сме утек реално. Ќе преслушаме, задача ќе си даеме. Албумот можда како целина е репетитивен, но индивидуално кога ги слушате траките, имаат сите свое нешто, своја порука и свој вајб. Така. Ќе провериме, може. Дефинитивно. Мислам дека друго нешто? Тоа е тоа. Фала Булс Булдожер, Out Soon, ќе го најавиме, ќе дружба, дружбаме да. кога ќе биде време, можеш да станеш без слободно. Флекс, ај ќе ти кажам и тебе фала уште еднаш пред камера, ти кажавме пред 2 епизоди, ама фала што си дел од нашето комјунити, што ни го направи Discord серверот, што тука ни помогаш за технички ствари и не само за технички, него еве и за инпут и за се. Што ќе кажеш, брат? само сакам тука е официјално да ви честитам на 3 години Пандемониум. Знам Фала, дека ви е Фала ви многу. голем майлстоун и се надеваме до многу години заедно. Да. Честитки. Фала ти многу, брат. Браќа, love you. Love you. Еј, фала ви на сите што дојавте. Фала што сте тука цел ден. Мислам дека заслуживме нешто да идеме да јадеме и тоа ако сакате да сите заедно негде. Кафана да иде. Немам многу време, ама нема да спијам, ќе го продолжам овој линкап со братчињата. Ама нема да пијам алкохол. До утре не пијам. Нормално. Така си кажавме. Не пијам до утре, до ручек време. Таман. Треше, мислам дека тука може да го затвориме овој спешал директно од Погон бар. Пандемониум линкап. Со оваа епизода мислам дека линкапов е повеќе од успешен. Беше и пред да ја направиме епизодава. На момент се мислевме и како ќе тера, Да. али мислам дека излезе и многу по содржајно од тоа што очекувавме. Да. Ја не го очекував ова. Не очекував дека братчињата од VR ќе се појават, не очекував и Пулс, искрено немав таква замисла. Поише ми беше као отворено да биде да дојдат да зборат луѓе, али многу ми е мило дека го направивме ова. Искористим да биде спонтано и испадна како што треба. Спонтаноста мислам дека е најдобриот елемент што има Пандемониум онака, бидејќи ништо од ова не беше скриптирано, ни најмал дел онака. Буквално Дарко мене ме убедуваше како чил, не се замарај без никаков притисок до ја малце дека реално ми прв евент, ако можам да го наречам, прв настан кој што воопшто онака сум дел од организација
Иако организацијата беше сведена на најминималната ствар, онака не постои организација, не можам да замислам на човеков што му се дешава на неделно ниво кога треба да организира настани, попара, иако работам high pressure work, онака и сум цело време под притисок, ова е сосема поинаква ствар. Прески имаше момент кај Ми што требаше 2 пијачки да се опуштам, како да ти објаснам. Прески имаше момент кај што 5 души поврзува еден AUX кабел и пак не беше поврзан како што треба. Факт. Али AUX-от беше окей, плейлистата беше окей, музичката селекција беше окей. Ќе ставиме како Ја селектиравме, ќе ја направиме како плейлиста, ќе ја споделиме на секаде чисто за да се види што све имало низ текот на денот, онака пројдено ко музички спектар, онака кој една плейлиста да ја архивираме и ние. И тоа ќе кажам уште еднаш фала многу дечки што ете за тие што не успеа да дојдат, за тие што беа, ќе им се заблагодарам само за што дојда уопште да не испоштуваат, дојда луѓе од Струга, дојда луѓе од Штип. Што можам поише да посакам од тоа, брат? Ништо. Паднаа добри муабети, добра дружба. Тоа е тоа, брат. Пандамониум, линкап успешен. Пандамониум 3 години, линкап преуспешен, поише од тоа што ја го искрено замислував, така да дечки фала ви за Фала од мене. досегашната поддршка и за све тоа што ни онака ни давате и нас кураж да го тераме ова и се гледаме до следна Да, епизода. оваа недела, ова епизодата, 86-ка следната недела, се ближиме кон крајот. Уште 4. Не. Ги правиме. Ова беше добро кршење на мразот. Апсолутно. Ги правиме почесто понатака. Дечки, Поздрав од мене. се гледаме следна недела, за 2 недели тоест. Чао. Чао.